Добро утро, среќен и успешен четврток ви посакувам, убав мој народе македонски, денеска во 257-миот ден во годината. Имаме сончево, пријатно време, така ќе биде барем до почетокот на викендот, така и денешниот ден ви посакувам да си го организирате добро, рационално, за да не жалите за еден пропуштен ден. Денеска имаме во моментов температури од 15 степени над нулата, а максималните температури во текот на денешниот ден ќе достигнуваат до 31 степен. Време слично на вчерашното, нема услови за влошување на времето, така да уживајте во секој миг од денот. Нека е на помош денешниот празник Свети Симеон и ден во кој што се одбележува црковната нова година. На овој празник започнува, како што реков, црковната нова година, а според верувањето и светците се раководеле по овој календар. Со празникот Свети Симеон е поврзано есенското засејување, што е проследено со посебни специфични обичаи и верувања. Именден денеска празнуваат Симо, Симеон, Симонка, Симона, Симка и така натаму. На 1 септември според стариот, односно 14 септември според новиот календар започнува црковната нова година, а во народот овој ден се смета за голем земјоделски празник. Тоа најповеќе се манифестира со обичаите и верувањата поврзани со започнувањето на есенската сеидба и се верува дека откако е собрана летнината, завршен е еден годишен циклус и започнува друг со првата есенска сеидба. Преданието сведочи дека на првиот Вселенски собор е одредено црковната година да започнува на 1 септември и кај евреите со месецот септември започнувала граѓанската година, а тогаш се собирале и плодовите и се искажувала благодарност кон Бога. Прекрасно навистина, колку подсетувања дека треба да бидеме благодарни за се што ни е дадено и за се што ни е овозможено. А и ова утро, како и секој утро, ни се овозможени цели 180 минути дружење со многу содржини, се разбира актуелни, но и теми кои што знам дека би сакале да ги проследите и да ги коментирате вака заеднички со нас. Накратко само да видиме што се случувало низ историјата на денешниот 14 септември. Еве би издвоиле неколку занимливости поврзани со денешниот ден. Да речеме, на денешен ден е роден 1706 година познатиот италијански композитор Луиджи Черубини, кој направил големи грандиозни дела. На денешен ден 812 година во минатиот век францускиот цар Наполеон I влезе во Москва, а Москва била запалена од самите руси за да го спречат зимувањето и снабдувањето на трупите на Наполеон. Ајде во поново време да видиме што се случувало. Во Прилеп 1918 година бил роден Димко Кепески, еден од основачите на клиниката за ортопедски болести во Скопје, починал во Скопје на 27 ноември 1996 година. На денешен ден е убиен 1924 година Арсений Јовков, македонски револуционер и публицист, а своите духовни сили ги посветил на многу области во културата, меѓу кои најмногу на журналистиката. На денешен ден починала во сообраќајна несреќа 1927 година познатата американска балерина Исидора Данкан, една од најзначајните балерини во минатиот век. Во Прилеп на денешен ден 1928 е роден Димитар Гешовски, еден од најпознатите македонски артисти. Во својата богата артистичка дејност остварил над 100 театарски, телевизиски и филмски ликови. Има уште занимливости поврзани со денешниот ден, но ние ги издвоивме тие. Би прешла малку збор-два околу сценариото, поточно гостите и содржините на кои денеска посветивме внимание. Темите кои што ви ги подготвивме за денеска се актуелни деновиве, поточно периодов, а верувам дека ќе бидат актуелни се до разрешувањето на одредени проблеми со кои што ние како македонци се соочуваме. Првата тема се однесува на промените или немањето на уставни промени, поточно недозволувањето. Гладна кокошка прососонува. Ковачевски се надева на 118 пратеници за бугари во уставот, додека Мицковски возраќа и вели уставни измени нема. Втората тема е за кривичниот закон.
последен пример за злоупотреба од страна на власта, а европското знаменце некако послужува за жал како тоалет хартија. И третата тема е за најавеното замрзнување од идната недела на цените во прехранбената индустрија, кое што е се уште неизвестно, но се забранува, како што слушнавме вчера, и акциска продажба во маркетите до 30 ноември. Да видиме дали ќе биде вистина така, дали ќе се испочитуваат овие законски одредби и дали навистина трговците до понеделник нема да направат некое ново, па ново и ново покачување за во понеделник да имаме навистина чудни замрзнати цени на кои што повторно се разбира ќе реагираме. Наши денешни гости, поточно еден гостин имаме денеска, е магистар Боби Бојчевски, национален координатор и председател на еден од независните синдикати на здравството за навистина тешката состојба во која што се наоѓаат здравствените работници. Никогаш не биле помаргинализирани, никогаш не им биле понаведнати главите и никогаш не биле пообесправени. Токму за оваа состојба и докаде се нештата поврзани со барањата кои што тие ги имаат, покачувањата, промената на колективниот договор и така натаму. Ќе говориме за тоа во 8 часот и 40 минути. Во 8:20 ја имаме нашата бела на линк, која што поточно, на линк ќе биде бела, ќе говориме за првиот фестивал на храна во Гевгелија, под мотото Вкуси го југот 2023, кој што од утре па се до недела се случува на најјужната точка во нашава земја во Гевгелија, а колешката Ивана во 9 часот ни подготви прилог и разговараше со атлетичарката Тамара Јолевска Попов за второто издание на трката Color Run. Таа ќе се одржи во недела, а детали за трката директно ќе ни пренесе нашата колешка Ивана. Се разбира, после мојава најава следуваат флеш вестите и вкусот на традицијата и континуирано имаме вести на секој еден час. Верувам дека и ова утро одбирате да бидете со нас, бидејќи Алфа телевизија е секогаш на ваша страна, како и на страната на вистината. Одиме со вестите. 6 часот и 50 минути. Добро утро за сите вие кои што се разбудивте нешто подоцна и денеска сме со вас подготвени со нови, содржини, актуелни теми да ви го стартуваме денот. За сите вие кои што планирате да патувате ова утро, еве едно подсетување, ако знам дека благодарение на паметниве телефони и се останато сте добро информирани, но една напомена и предупредување за предстојниве 3 денови. Не возете од Велес кон Градско помеѓу 8 и 18 часот. Делницата ќе биде затворена 10 часа на ден до понеделник. Значи денеска, утре, задутре и во недела. Делницата Велес Градско денес, утре, в сабота и понеделник ќе биде затворена за сообраќај помеѓу 8 и 18, известуваат од АМСМ, патот ќе биде затворен поради асфалтирање. Да, ние редовно ги комуницираме АМСМ, но бидејќи тоа ќе биде некаде пред 8 часот, јас оваа информација сакав да ви ја дадам порано доколку во моментов планирате или имате потреба да патувате во тој дел од земјава, да знаете да најдете алтернативен начин како да стигнете до саканата дестинација. Инаку за сите вие во случај на потреба, во случај на незгода или не дај Боже нешто повеќе, официјално денес е последниот ден на функција на линијата 192, а 192 вртиме во полиција кога имаме некаков проблем, некаква непријатност или нешто поголемо. За жал, животот носи секакви прилики и неприлики, но денес е последниот ден на 192, така да веднаш бирајте го бројот 112, бидејќи оваа линија веќе оди во историјата или останува во минатото. 112 е универзалната европска SOS линија каде што се поврзуваат сите оние други броеви 193, 194 и на 112 можете да најдете помош и поддршка за секој тип на проблем или прашање кои што го имате. Телефонските линии се активни, темите веќе ви ги најавив, така да време е да го поздравиме и вклучиме првиот гледач за денеска. Добро утро! Ало, добро утро! Добро утро, среќен ден посакувам. Сузе, фала ти многу за патот што ми кажа. Сега викам ќе зборувам и тргам за Крушево, и сега морам да идам од Кекичево. Да, за жал ќе морате да... Ама и тоа е прекрасен предел за патување. Да. Да, одлично. Среќен пат да ви биде. Фала ти многу. Волам.
Сега вака би кажал за уставниве измени. Човеков што вика 118 пратеници имал, ами човеков завршил школу, татко му што бил таму наставник, учител, професор, му потпишал нешто, оттока отишол во Америка, за еден ден докторирал, па сега некли се представи дека бил професор по економија, не знам како рече таму. Па не знае човеков да брои, до 118 не знае да изброи. Како може да го лажи, да го мавта народов уште? Ајде него да го ставиме, да видам со ова Европа што прави. Европа има пресуди, таа Европа ги донела пресудите 5-16. Збор не кажува за нив да ги спроведи во Бугарија, кај нас иде, ние да спроведиме нешто што не е изгласано. И кај одиме ние, слепо одиме во Европа. Европа не е виновна. Виновни се овие нашиве издајници, предавници. Тие отишле таму, тие барале вака да ги внесиме бугарите. Овие 3-4 издајници што ги спомнувам стално. А има од СДС, Комај, сите што чутат, сите се против држава, да е ништо држава сакат. Како не се одметна едно 5-10 пратеници од СДС и стават прста гледа, рече чекаме, имаме фамилии, ние држава да ја направиме, држава да ја зачуваме. Еве ги сега тие соработуваат со бугарине за учебниците за деца, овие издајници се главни. Тие ги викаат бугарите, дојдете, делете учебници, правите ова, народот да го подсетиме, за да може нешто да се прави, да се изгласат. Издајниците тоа го прават. Ќе дојде некој од надвор, ќе ми сеи овдека брашно и трици. Молим те. Тоа е се од овдека, од овие. Затоа Мицкоски, народот, опозицијата, цел народ треба да стани, овие на избориве да се протерат. Никако прифаќање во парламент да влезат да се изгласуваат. Насила да ти внесува некој дома, што не сакаш да го примиш. Како може тоа? Па нека сосвести народот што овие ни прават, што мислат. Ја не ги разбирам. Гледате што направа сега со судов. Тоа што го краделе овие 7-8 години, па ги криват тие на нас за 11 години. Па тие си 8 години на власт, што не ги судеше? Што не ми одзеде све што имат? Куќи, станови, се ќе му одзема, што? Значи немало што. Што имало ги затворија тие, што и тоа е. И сега вика да се ослободим ова што окрадеме 7-8 години и да си направиме терени и за натаму да можеме да крадиме, да не одговараме. Ви благодарам многу, среќен да ви е патот на кај Крушево. Добро утро, му велам на следниот гледач. Повелете. Добро утро. Добро утро. Тоа законот што го донесија по брза постапка, што се намалија казните, треба да гледаме кој го поднесува тие закони, кој го гласа, а не и кој бил во собранието таму кад се гласало. Значи кој гласали и кој го поднесил тие закон, кој го поднесил тоа барање. А не некои да кинат зелени, аби ВМРО бил там. Аби бил, ама не гласал. А уставот што треба да се смене, треба да гледаме и од Бугарија. Колку народи живеат таму, а дали се признати. А не тука бугарите да барат, бугарите да биле признати и како државотворен народ да биле тука, исто како албанците, па да не прекосат туа, па да барат дел од Македонија да се спое со Бугарија. Бугарија таму, нека ги признае македонците, оти има дел од Македонија за мене, тоа Пиринска Македонија припаѓа на ваа Македонија, не припаѓа на Бугарија. Значи тие дел со сила го зеле, а вие сега сакат со политика, со притисок да го земат. Или вака ќе правите, или нема во Европска Унија. Значи колку е лига вие народ кај нас тука што попушта на тоа и што сака да припане, тој 18 пратеници ќе гласале за уставот да се сменели бугарите да влезеле во уставот. Значи таа е лигава работа. Ја не знам дали пари му имат многу дадено по тоа што бара за да се смене уставот и бугарите да бидат пишани, а веројатно пари му имат дадено. Од кај им ќе бидат на жена му тие 20 милиона евра у джепот, кога пред тоа во времето на Груевски, зошто не покажа тоги 20 милиона или 5 милиона, 10 милиона евра да покаже? Току не им даваа тоги. Им беа заврзани раците, а сега одврзани раци. Давате вамо веќе пари, ние ќе го смениме уставот. Бугарите ќе и пишме, што сакате тоа ќе направиме.
Историја ќе смениме, ќе пишеме по бугарски, викаш ќе кажеш така ќе ја пишеме историјата. Значи толку кај нас ѓаволот владее тука. СДС, тоа е ѓавол. И они исто како Јуда, предавникот од Муртино, те што уништи, те што предади, и овие Ковачевски, и он тоа ќе го направи. Значи ѓаволот е во нив вплезен и се прават како што другчи им рече. Не гледат туа народот што ќе рече, што бара. Оти уставот не го сменат и законот не го сменат како во Германија. Ете така бил законот, такви биле казните во Германија. Нека го намалат законот тие наместо 15 години најмалце да се оде во пензија, нека биде како во Германија, 3 дена. За 3 дена нека дават пензија кој колку плаќал, за толку нека му дават пензија, не 15 години. Во Германија не е со 15 години најмалце да се има стаж. Во Италија не е со 15 години. Во Италија е со 5 години најмалце да има стаж и му дават пензија. Па нека биде и тука законот така европски нека биде, а не на тоа што е во корист на народот. Не го решават, туку нешто во корист нивни. Крадат, лопужлак прават, ајде казните че си ги намалиме, кога ќе дојде друг на власт, да не осудуват. Благодарам многу. Истекоа 3 минути да му дадеме збори на следниот гледач. Повелете. Добро утро. Добро утро. Добро утро, со Игор од Битола. Благодарам, Игор. Добро утро и среќен ден ви посакувам. Повелете. Да, поздрав до вас, до Алфа телевизија. Фала што ме поздравите во Битола. Фала. Повелете. Јас мислам оти европско знаме за кривичен знакот, потоа ја читам. Ова е во текот не е некоја важна работа во светот. Ако е криза, ако тоа ќе јас да ви кажам, да не се замараме, беше и крај на светот, беше зимата немопишливо беше ладна. Јас околу тоа сакам да зборувам, околу тоа, околу последната зима што беше претерано ладна, претерано... Да, јас ве замолувам, Игор, да се држиме на темите. Има време, зимата е напред, ќе зборуваме за зимата, цела есен и зима, да. Да, сега. Па бугарите, да, бугарите. А Бугарија, тоа се политички работи. Тоа Ковачевски, ако го решиле, не знам, го решават, ама башка е Бугарија, башка е Македонија, да се разбериме. Сега, шо подобро нас ке ни види, шо нека кажи власта шо ќе види. Не може то така само ај ќе прифатиме и после да се бориме, да се цепаме. Нека предложат, например, шо ќе биде шо е то, шо пишува од тој устав, шо сакат, шо барат тие од нас. Нека ни докажат тие шо. Нешто се прекина линијата, јас сепак ви благодарам што ни се јавивте. Да го чуеме и следниот гледач. Добро утро. Добро утро, Сузе, поздрав до тебе. Благодарам, поздрав и до вас. Ова сега се довршува она што не се доврши во Букуреш 1913, кога мислеа дека го решија македонското прашање, ама дури има еден македонец, ќе постои Македонија. Така да се оди на тоа да се доврши тоа тогаш што го промашија. Зашто никој новинар не го прашува Ковачевски дали Аснум се уште важи во Македонија. Значи, едно со друго не оди. Или Аснум, или бугарите во уставот. Се знае во Аснум, како е кажано, дека Македонија се заснима на антифашистичката борба. Не можеш окупаторот сега да биде конститутивен народ, значи, контрадикторни се работите. Окупаторот, тој што убивал, што бесел во Македонија, како може да биде конститутивен? Значи, треба да се одлучат, да се изјаснат или сме за Аснум, или сме за бугарите во уставот. Што бил бугарскиот устав не признавал малцинства, да, уставот не признава, ама Бугарија признава. Бугарија признава 7 малцинства, не ги признава само македонците и помаците, македонците муслимани. Значи, како може да ставаш во устав некој тебе што не те признава? И како народ од 45-та наваму, и како јазик, како идентитет. И нели гледаат гледачите дека ова борба е против Македонија, војна се води уште од времето со грчкиот договор. На Викиликс се појавиле документи таму, кај што грчкиот премиер на министрите им вика
Што чекаат бугарите, нервозен бил, што чекаат бугарите уште, што не почнуваат. Значи, тоа е организиран напад на Македонија. Знаме како и секогаш имало предавници, има во македонскиот народ, дали во генот, не знам што е работа, толкав број на предавници на квадратен метар, ми се чини нема во ниједна друга држава. Дури до таму, значи, они не постои, мислам, лекар што може да им помогне на Бугарија. Преображенско-Крушевско восстание. А тие се 700 километри разлика, со различни манифести, со различни влади. Тоа Преображенското било кај Бургас, таму во Странджа, во Тракија. И они барале спојување со Бугарија, мајка Бугарија, кога го дигнали. Крушевското е за независна Македонија. Како може да спои две такви работи? Сега ги спојува, знаете зашто? Затоа што Тодор Живков не сакал татарското наследство, му сметало. И сега преку Тракија да го земе македонското античко. Значи има многу голема филозофија во оваа работа, ама нашиот народ многу не чита. Башка немаме учебници, гледа се бугарите не понижуваат и учебници ни нудат. Така да јасно е ова што ни се случува. Кој разбира, знае. Да, ова беше врв на секое понижување кое што можевме утрово да го видиме и во текот на вчерашниот ден, но да се надеваме дека ќе се разбудиме малку повеќе, ќе се освестиме и информираме малку повеќе и нема да бидеме и понатаму така рамнодошни за битни прашања кои што го допираат нашиот идентитет, нашето постоење и обстојување понатаму. Добро утро за следниот гледач. Добро утро, Сузе, за среќа на втор пат добив. Прекрасно, браво. Ова е нешто чудо. Ви оди во последно време, браво. Јас од трета доба нема да кажа ништо повеќе од господинов што кажа секој збор злато му вреди. Нашава работа е за кашкана од 13-та година. И тие си ме темпирано како да не докусурет. Али се чудам, ја нашиве, какви закони носеле, какви политичари сме имале. Жално е, Сузе, жално е и тажно е. И сега бараат да бидат уставотворен народ и домашните што се пријатели, да не веля само се работата, знај, и бугарите, и ние што ќе видиме долна слика на свирката долна Страм, жално. Ја не знам што да кажа, јако ми е разочарана душава и жално што прават овие нашиве политичари, да ја докусурат Македонија и да ја дорастурат. Страмно. А малу ќе кажа за што гледаат на двора знаментето таму. Знае тие во Австрија, Германија, нека прашаете, на годината имат стаж една, не е важно. За толку ќе му дајат 50 евра колку иде таму. А овде да имат и 15 и 10, ништо не му даваат. Ево има туѓе што имаат работано по фабрикиве, ја има. Знаете, мој работа е. Ништо. Страмно, не барај го знаментето ливно. Ние си тераме по наше да се доунищиме. Не гледаме ние како што е полуго. И така Сузе, јако су разочарана на ова. Мислам доволно е, мило ми е што се слушнат. И така. И мене ми е мило што се слушнавме, а жал ми е што и денеска, како и претходни многу други утра сте разочарани, а како што ни одат нештата и наредните наши слушања ќе бидете разочарана, бидејќи не гледам дека нешто на добро може да се промени барем сега во блиска иднина, но да се надеваме дека ќе се подигнеме и ќе се освестиме вистински да поработиме за наше добро, инаку што се однесува до третата тема за која што можеби најмалку досега до овој момент ја коментиравте, а се однесува на најавеното замрзнување на цените на прехранбените производи. Ова е многу општо, ништо конкретно не кажа во вчерашните известувања, дека се најавува од наредна недела
замрзнување на цените, не на кои производи, туку воопшто на прехранбените производи, кои ќе траело до 30 ноември. Што значи, ако вчера бевме среда, ова информација ја добивме во среда, а наредната недела стартува за 4-5 денови, замислете колку промени ќе претрпат и покачувања одредени производи, и ако пазарните инспектори не си ја вршат на терен многу одговорно својата работа наредниве дена, кој знае какви се цени замрзнати во наводници ќе имаме ние од понеделник. Затоа апелирам од оваа позиција да навистина пазарните инспектори излезат на терен, особено во маркетите каде што народот немајки опција да пазарува секаде, туку пазарува во маркетите кои што имаат најдостапни, најевтини цени, да излезе на терен и да посвети внимание на тоа дали ќе има измени на цени до понеделник, додека да стапи во сила тоа ново замрзнување кое треба да не покрие цела есен. Добро утро за следниот гледач. Добро утро и среќен ден. Среќен ден и вам ви посакувам. Повелете. Овака, сега јас ќе кажам нешто контрадикторно од сите, не сите, ама некои други што мислат. Прво, не може диригентот да му каже на пејачот те боли грло или не те боли грло. Ако го боли грлото, треба да знае кој ќе преки да пее. Не може политичарите, криминалците што ни земаат стежливо да дават сега наредување кои артикли да ги намалуват, кои да ги и во кое време. Не треба политичарите. Секој еден што работи со тоа ДП си знае колку го купил, колку заработува, кога да намали, како да намали. Данокот треба секој да го плати, треба државата, овие експлоататори од кај ќе земат плата, иначе и така не има за душата, но за мене јас си даме да споредам од мене. Нека споредам германскиот закон, 980 години е стар за правото на човекот. Тоа значи во сите правци. Дали млади, дали стари, дали работници, дали експлоататори, дали краци, законот е за сите создаде пред 900 години и тој закон доминира во Германија. И се знае некој дали смее на црвено да замине и колку ќе оплатат, односно дали ќе краде и дали колку ќе окажат. Значи тоа ќе направи Македонија. Ние сме едно село без улица во Германија, тоа да ви кажем акорено. Не ја вреќам Македонија, се сакам, ќе не сакам, ќе за неја сум дал, ќе сум донел од Германија за неја, се, чак и лекови. Биги тоа, не сега стално да се експонират, да кажуват дека јас сум подобар македонец од некој. На политичарите и советувам, дека ги затворат муцките, муцки имат коњите и магаригата, нема други. Значи муцките да ги затворат и да престанат да доминират над луѓето што работат. Треба едно да знае. Ако веќе ја ќе зборам од страната на тој да тие што нема. Ако веќе ја нема, па ќе земам тоа што е поевтино. Затоа доминацијата на продавачот, на трговецот е тука. Ќе рече, ово јајце дена е старо, ќе го продам на место 10, 8 динари, јас ќе го купам 8 динари. Значи не треба тони да влегуваат во жилите на немојните луѓе, него нека влегуваат во жилите на правдината. Многу пати сум рекол и пак ќе речем. Јас сум 80 години, ми треба 3 месеци да ја направам Македонија држава и тоа да се чуди народ како. Ама, конфискација на неосновно збогатиот човек. Ако треба, моето ќе го дадам, ако сум неосновно збогатен. Ама ова сиромашни сега не се гледа луѓе. Треба да разбереме, ја не сум контраш на некој си, нити партички си врзан. Јас сакам Македонија, го сакам македонскиот народ, не разликувам вера и нација, иако што некои целуват влашите ја расипаа Македонија, не знам што не знам што, ја тоа не навлегувам во тие жили бидејќи тие се ми заради. Едно друго сакам да кажам, ако ми дозволите. Кратко само. Јас ќе кажем овако, овие политичарите што се тука. Прво се гледа дека знаат латиница, не знаат кирилица, или знаат кирилица, не знаат латиница. Па дали еден, друг или трети. Прво, овој јазик македонски треба да се владее од секој еден што работи. Не мора да го тераме ние да зборува македонски или влашки, но ако мисли дека има потреба, нека го учи ако сака да работи. Не може македонски јазик нема падежи, ама има родови. Ако на родовето ние не ги склопуваме како треба, а гледам час, ќе кажам. Ви благодарам, многу жалам, ама
преминавме веќе и четврта минута, да немаме реакции од гледачите оправдани, затоа некој следен пат ќе си помуабетиме повторно. Добро утро за следниот гледач. Добро утро, Сузана Туровџија. Добро утро, среќен ден. Среќен ден. Благодарам. Поздрав од Струмица. Благодарам, поздрав и до вас во Струмица. Сузане, мислам, што Белјане најде? Како можехме да дозволиме Ала Џафери, председател собранието, да стигне мајтап не само со цело собрание, но со цела Македонија, цел македонски народ. Што Белјане најде тоа, не може да сватам. Да ме кажуваше некој пред 10-20 години, пред каква штета ќе го најде македонскиот народ, поштено да ти кажем, да го извадат сега е нетаман. Ама изпадна сега на опта работа. Па, Ала Џафери си игра мајтап. Како може? Тој е човек тотално интересен. Значи, во една старечина, во Македонија, независна, министар за војска. Беше тако нешто. И стално и оште, значи 30 години и представ, значи, тој владее со цела македонска интелигенција, цела Македонија. И добро, каде е нашата честна интелигенција? Прете, дали има ни честна интелигенција? Тоа размислам, изгледа ешкабизма. Ама сега јас си фантазирам нешто, дека Македонија ќе биде само многу макси сега. И на крајот ќе дојде на триумфалната капија наша, ќе пие спортата на победата, ќе пристигне и Груевски. Ќе пристигне како победник. Бидејќи тоа е во многу држави се случува. Кера у Грција, кога дојде кутата, а така Пападопулос. Сите избегаа тамо на вамо, значи, тај се кера на Лид, Ѓорѓе, Папандрео, Стариот, сите избегаа на кера на Лид, тај Тодоракис, сите избегаа на крајот, се вратие, и си дојде во демократска Грција. За нас не е демократија, ни за нищо. И, значи, ќе се средат работите само многу ќе тегли мака, бидејќи тешко нашиот народ да се свести што Белја го најдела. Благодарам. Ви благодарам многу. Имавме малку лоша врска и не успеав баш се да ве разберам, но се надевам дека следниот пат ќе имаме малку повеќе среќа и подобра комуникација. Добро утро за следниот гледач. Ало, добро утро. Добро утро, повелете. Па ја не го очекувам бранот на поскапување до идната недела, да ви кажам право. Знаете зашто? Затоа што не се знае денот и датата од кога ќе важи. Да, многу општо беше кажано, да. Не, прецизно беше кажано, малку некој друг ќе сврта работата. Значи, мерката ќе почне од другата недела, но не се знае заклучно со кој ден ќе биде прогласена, од кој ден ќе важи. Што значи може да важи од 1 септември. Дали ме разбирате? Значи, денот од кога ќе почне да важи мерката, не. Значи, заклучно со цените од тој и тој ден. Така да некој може да ги качува колку што сака, но ако биде кажано со цените од 1 септември, ќе мора да ги враќа. За волја на вистината. Втората работа која овдека нешто се кажува во врска со бугарите. Забораваме дека 100.000 народ од оваа држава однесе документи во Софија и кажа дека нивните предци се бугари. Дали ме разбирате што сакам да кажам? 100.000 кусур народ однесува документи од 33-та, 37-та, 30-та година во Софија и им рекоа на бугарите, мојот прадедо бе бугарин. Јас се осеќам како бугарин. Затоа бугарите да не кажам, вртат како што сакаат и бараат да станат уставотворен народ, затоа што ние однесуваме документи и кажаме дека во 33-та година, просто кажано, лактично, за да разбереме зашто сакаат бугарите да станат конститутивен народ, им кажаме дека во 33-та година
Овде имало 100.000 бугари на ова подречје. Просто кажано со народски јазик, ама не го знаеме пописот колку имало тогаш население вкупно на оваа територија од 33-та. За да видите колку биле проценти бугарите. Не ги правдам да ви кажам право, него дека проблемот ќе мора да го решиме милом или силом, што ви кажат. Ама ние губиме време, а факторот време нас не оди во корист. Тоа е проблемот. Треба да разбереме. Тоа ќе се лупаме угради патриотизам и тоа останато. Во врска со законот што го кажувате вие. Ја повторно ќе прашам една работа. Зошто станаа во салата? Зошто не дискутираа ништо, па макар и да тропаат глупости, како што знаат да тропаат глупости претениците на опозицијата? Зошто станаа во салата? Ако не останеа во салата, немаше законските измени да поминат. Сега нека не се перат. Значи ова сега што се случува кампањава, ама знаете вака така, тоа е само перење. Кажување приказки за мали деца. Ама они за своите гласачи ги сматраат за мали деца. Ја ви кажувам логички, сите тоа го прифатија. И сите умни глави во оваа држава, јас сум нели од тие глупите не разбирам, ама едно прашање им поставувам. Зошто останаа во салата за времето на гласањето? Ако не беа таму, законот немаше да биде усвоен, тоа го каже и нивниот лидер. Пуштете им ја снимката од Канал 5 да слушнат како се гласа законот и како што требало да се направи. Просто едноставна работа. Требало да искочат од салата и немало да имало кворум за време на гласањето. И законот измените на законот немале да поминат. Сега што кажуваме е приказки за мали деца. Да. Секогаш постои тоа што би било ако кога би било и навистина не сме до крај сигурни дали вистина би било така како што вие кажувате веќе втор пат или трет пат деновиве, но да оставиме да видиме како ќе течат нештата и како ќе се одвива целава оваа ситуација. Добро утро. За уште еден гледач имаме само толку простор до вестите во 7:30. Повелете. Добро утро, Сузе. Добро утро. Јас ве поздравувам и од аспект на еден старец, сакам да ви изразам комплимент, многу убаво ви стои бојата на ујтонот и така натаму. Ви благодарам многу, Виолетова боја. боја. Поздрави колеги су. Ви благодарам многу, еве ги поздравувам сите, целата екипа позади камерите, воедно и честитам роден ден на нашиот снимател во студиото на Дејан, кој што денеска има роден ден. И еве убава прилика заеднички вака да му честитаме. Повелете. Почит и добро здравје на господинот Дејан. Така, благодарам. Сузе, во врска со темите, изјавата на Ковачевски дека 118 души ќе гласаат, тоа е повеќе од сулуда идеја. Таа изјава е дадена со некои задни намери, а тоа е да се испровоцира ДПМН уште повеќе да пркосат, зашто сепак секој си има свое достоинство. Тоа е едно. Второ, изјавата на Виктор Стојанов од Българија, што се понуди со книги да учат децата тука, македонските деца, не да е сулуда, тоа е повеќе од удалија невидена. Прво, Българија го признава денешниот македонски јазик, го признава идентитетот денеше на македонците. И што сака тој Виктор Стојанов да го изјави? Ако българските власти се намислење исто како и Виктор Стојанов, тогаш нешто се случува во Македонија. Значи, мајта играат со денешниот македонски идентитет. А во најмала рака, тоа е најголема противност на македонските българи. Фактички българската држава работи и против оние што се чувствува за македонски българи. Тоа е едно. А понатака, што се однесува до Илинденската организација, незиното име беше прво ВМРО и така кадето беше вметнато, значи внатрешна македонска Одринска револуционерна организација. Одрин значи Тракија. Тоа во историјата треба да се испитува и да се споредуваат некои работи. Инаку, на лично мислење сум дека постојат структури во Македонија, Бугарија, Србија, на кои што не име во интерес Македонија да влезе во Европа. То да му е јасно на сите доеде. Не знам што се случува, но нешто ќе се роди во Македонија. И предлагам да во договорите со Бугарија
разговараат само македонци славјани, пород до 500 колено чисти славјани македонци. Нема потреба некои мешанци или од разни нации. Така, ви благодарам и се извинувам. Време е за вестите во 7:30. Ви благодариме и за вашиот предлог на самиот крај. Колегите од информативната редакција се подготвени да ни ги понудат најновите вести. 7 часот и 30 минути, точно време да се вклучиме во инфоцентарот на Автомото Сојузот и да ги проследиме најновите информации за овој четврток. На линија ја имаме Радмила Попадич. Добро утро и среќен ден ви посакувам. Добро утро, ви благодарам. Повелете. Благодарам. Според последните информации со кои располагаме, само сообраќајот на државните патишта се одвива напричано по суви коловози и покрај тоа ќе препорачаме прилагодена брзина на движење, почитување на поставената сообраќајна сигнализација и внимателно управување со возилата, особено на оние патишта кои минуваат низ котлините, речните долини и клисурите, каде што е зголемена можноста за појава од одрони. Зголемена внимателност препорачуваме и на оние патни правци каде што веќе извесен период се изведуваат градежни активности, потребно е да се почитува поставената сообраќајна сигнализација, за денеска исто така ќе известиме дека поради асфалтирање на регионалниот пат Велес-Градско од денес до понеделник, со исклучок на недела, ќе биде затворена за сообраќај. Значи делницата Велес-Градско ќе биде затворена во период од 8 до 18 часот. Што се однесува до интензитетот на сообраќај на патните правци надвор од градските средини, тој утринава е умерен, додека на граничните примени од македонска страна во моментов нема подолги задржувања за влез и излез од државата. Ова би било накратко се од Амасама, на сите оние кои ќе патуваат и посакуваме среќен пат. Ви благодарам многу, среќен пат и од нашата екипа ова утро во Алфа телевизија на сите оние кои што се веќе на пат или можеби сега планираат да поаѓаат некаде. Ги чувме и препораките од Автомото Сојузот поврзано со делницата Велес Росоман. Верувам дека ќе најдете алтернативни, нови патишта како да стигнете до саканата дестинација и да посетите можеби некое место кое никогаш досега не сте го посетиле. Животот е прекрасно патување и треба навистина да умееме, да научиме да се опуштаме додека патуваме, а не само да возиме под стрес. Се враќаме на нашите теми. Телефонските линии се повторно активни, што значи дека вашите 3 минути ги очекуваат најсрекните, сите вие кои што можеби сте и најупорни, не само најсрекни, но најупорните секогаш успеваат да не добијат и да си го искажат својот став на една од 3 теми денеска. Добро утро. Дали имаме гледач на линија? Повелете. Повелете. Ве слушам. Суза, ме слушаш? Секако, ве слушам, повелете. Сакам од срце да те поздравим и да честитам роден ден на Деки, на прекрасната режија, значи стварно са прекрасни. Да е жив и здрав и он и сите вие во Алфа. И вие со нас сите заедно, ви благодарам. Фала ти, Сузе, фала, убаво гледачот што ти даде комплимент, значи стварно си ни прекрасна, дотерана, убава, а многу ми се свиѓа да Сузе со оние мајчки. Ја сакам Македонија, нели, со овие што тоа ми е па посебно убаво, викам дај Боже некад ние да се збереме, па да се видиме, да нели да си направиме. Ќе биде и тоа. Ќе биде и тоа. Вие сте нашето големо семејство и сигурна сум дека ќе дојде денот кога заедно ќе се собереме сите за убаво. Важи се да и мене ми е мило, еве поздрав до сите гледачи, сите ги сакам. Јас со Алфа ми се чини разговарам, еве викам сек прво ќе вртим да добием да ги поздравим и да честитам роден ден, зашто знам Сузе што значи на некога од срце да честиташ роден ден. Ние нели како деца кад беме повеќе деца под 13 и ја рече мамо мене ми е роден ден или овој она ми удрија да шемар, викај беге да дам роден ден. Не и мало пари Сузе, многу деца, а могле се брзо бомбончета да ни израдуваат, нели. Затоа сум научена Сузе, на све сум научена. Нека збори кој како сака, јас знам како ми е на душата. Еви јас се ја видат рестем некоја глупост, како што вика еден гледач глупост. Како бе може така да вреѓа Како може? Па мислиш ти ако имаш, па има народ трпи за едење Еви јас сум се у тие ставјала како почна приватизацијата, Сузе, ние сите пропаднамо. И фирми, и стечајци, осетила си и ти на кожа. Еви ја осети, гледам деца ми се нервират, дали ние да помогнеме на децата, дали они на нас сакат да ми помогнат, ја не ни давам Сузе. Мене ми е криво што викаше
една моја британичка, вика, нека си се вика телето од кравата, а не кравата од телето. Еве до кој степен докарамо, Сузе. Што мислат овие со овие пари, стварно, што мислат, еве овие, ја стварно не могу да се начудим, имат ли душа, дек ќе ни иде душата, но дај Боже да издржимо, зашто Македонија си е Македонија, ја пак ќе кажем, еден македонец да остане, еве, убаво, у срце го носимо Македонија, ја не могу да замислим, стварно, јас сам живеала и со србини, работила сам во фирми, шетала сам по Грчка, по натамо, навамо, али Македонија ми е стварно у срце. Еве, и ден денес ќе може да сакам негде да отидем, али нема никад да отидем. Мајка, татко, роднини, ете тука ми дал едно куќиче, што викаше мајка ми нема едно магаре дек да се истрка, ја му уживам, Сузе, да ти кажам. А не знам овие што сакат, што ти ги прават тие пари, ја не ми иде у глава. Биди ми жива и здрава и поздрав до сите, и сите кад ви дојде роѓен ден со среќа да си го дочекате и да не се Заедно со сите вас ви благодарам да сте ни здрава и жива и вие и сите останати наши гледачи кои што ја чувствувате Алфа телевизија како свое најсигурно, најбезбедно место рано наутро. Со вас сме, знаете, и во добро и во лошо сме со вас. Поздрав и до нашата дијаспора која што е толку силна, толку моќна, иако сме далеку илјадници километри, сепак сте со нас, да знаете, и во мислите сте ни постојано. Добро утро за следниот гледач. Ало, добро утро, секој утро, Суза. Добро утро. Како сте, Слободанка, со најубавото име Слобода? Слобода, има ли поубав збор од Слобода? Нема име во вие, што да ти кажувам. Него прво да му го честитам роденденот на вашиот снимател, нека е жив и здрав до 100 и после ако сака понатака. Тебе да ти кажам дека навистина многу убаво изгледаш, што кажа гледачите. Се дотерав ова утро, сакав да ви бидам убава, да. Од мен, онака баш елегантно, она баш. Значи, оние другите ги фрли, сега кај ги фрли, кажи, ја да ги соберам. Ке се договориме, Јас се дотерав, мислев ова утро дека колегата ќе части торта, ама ништо од тортата. Така да има време до 9:30, може би ќе се случи торта. Да. Ако има торта, ќе ве повикам сите заедно да јадеме торта. Може едно селфи со тортата и со колегата. Може. И колегата сакаме да го видиме. Важно. Е, така. Договориме. Кај да ти кажам, Сузен, нешто сум, најскрено да ти кажам, и се чудам на луѓево, на многу луѓе. Значи, јас вчера зборував на тема дека никој не излезе пред влада да ги поддржи овие што протестираат, дека нели што се случи, починаа луѓе, значи уште починуваат. И сега еден гледач после мене вика, на Искра и вика, сакам да ја предупредам Слободанка, пази да ме предупреди. Ја реков, кој знае што сум направила? За да го запази македонскиот јазик. Сум повторила 7 пати него. Знаеш што, него да ти кажам, знаеш зашто, Суза, јас сум со срби контактирам и сум родена во Србија и си имам тие србизми во мене. Па и не е толку страшен зборот. Види се, ја не сум Сузен од таа страна на значи јас сум Слободанка од оваа страна што не сум водител, не сум новинар, не сум никој. Сакам да кажам, имаме толку теми за дискусија. Јас реков ке рече, стварно не излеговме пред влада, луѓе не сме не луѓе, а ние најдовме тема Слободанка, не знае. Да, мара да си најдеме, да. Кусур да фаќаме, да. Знаеш колку беше битно дека Слободанка не знае да зборува македонски. А Слободанка не знае да зборува, Слободанка има душа, да му кажам на гледачот. Мислата ви е убава, така е, мислата. Да, толку душа имам во мене, толку ги сакам луѓето, не знам дали ретко која поседува таа, да речам, може би мана ми е, може би не е ни во ред, зашто сочувствувам со сите. Значи сега се прашувам за цениве, што до каде ни оди ова се што се случува, што е тоа, до октомври месец ќе ги замрзнеме, ние не замислуваме за понатака, после од октомври што ќе правиме? А што правиме сега што се тие толку големи сузе? А кај е зимата, како зимата ќе ја протуркаме, така е? Како тоа, како ќе се облечат луѓето со една плата, да речеме, имаат 2-3 деца, а што правиме за тие дечиња, како да се облечат, како да се дотерат, како да се стоплат, што да јадат луѓе што имаат една платичка или една мала пензијска или социјална помош. Тука ни е проблемот голем, а иначе ова другото е најмалку битно, дали ќе кажам него или туку или вака или онака. Поздрав Суза многу и ајде уште еднаш
торта да јадете и да ни сликате. Многу сакам да гледам. Чекаме, ако има торта, задолжително со Деко селфи правиме и ви испраќаме. Да, ви благодарам многу, инаку не знам што се случило во другите денови кога колешката Искра беше на ова столче, веројатно имало некаква забелешка за зборот него. Јас само можам да потврдам за Слободанка, бидејќи минимум 5, ако не и 10 пати сме се сретнале, ете животот сакал да си се среќаваме ние често. Јас верувам дека не постојат случајности, на улица си се среќаваме низ наше мало така до центарот некаде на Скопје. И Слободанка е жената со најубава мисла, со најтопол поглед и со најсилна преградка, морам да ви кажам. Жена која на вистина вреди да ја сретнеш на улица и би сакала секогаш да се среќаваме, ама двојно повеќе сакам со Искра да се среќавате, бидејќи знам колку ја сакате Искра и колку ви лежи на срцето. Добро утро за следниот гледач. Добро утро. Повелете. Со вашето славно презиме го поздравувам. И го поздравувам господинот што има роден ден. Ви благодарам. Еве и тој ве поздравува позади камерите. Толку популарен роден ден, не знам дали имал досега вака да го мислат сите гледачи, ама гледате колку е убаво кога се разменува добра енергија. Апсолутно. Така е. Меѓутоа и да сакаме негативната енергија некогаш преовладува. Доминантна е, за жал, такво ни е секојдневието. Ето така. Јас се поздравив вас, го поздравив Славеникот, а ги поздравувам сите што немаат државјанство. Јас вчера вадев извод од матична книга на родени и државјанството е 3 или 4 или 5 цртички. Па ги поздравувам сите што го прифаќаат тоа. Со негативна мисла, иронично ги поздравувам. Сакам да кажам за оне господинот, не да го критикувам, и тоа се негови мислења, меѓутоа зашто има 100-120 бугарски пасоши. Ајде се прашаме во кое време. Дали после приватизацијата дојдоа тие пасоши? Дали некој ги предизвика луѓето со пуштање од работа, со безизлезност, со удирање главата во зид, што не знаева дали да купат парче леп, или да платат сметки. Или да платат сметки, или да платат да купат најефтини патици на луѓето. Излезот го гледават таму. Затоа што денешните олигархи што ги плаќаат, што ги финансираат и што ги поддржуваат нив, тоа го направија. А го направи и господинот, бидејќи работел и тој допринесува, има учество во тоа, бидејќи ги држи тие ставови. Друго, за знаменцето. Колку што се виновни овие што се на власт, и пратениците нивни во собрание, не ги исклучувам од вината, и пратениците, сигурно дека ги делат провизиите или добиваат пратениците некој дел од провизиите, меѓутоа Европа си е виновна. Европа е тука понижена. За Европа е тоалетна хартија знаменцето, што не реагира. Европа саде е гир. Или само да се слика и да оди на некои прослави е гир тука. Што не реагира за знаменцето? Тој ја представува Европа, а Европа се понижува со тоа што знаменцето се ставува и каде треба и каде не треба. За цените, ќе ми дозволите, помина времето, уште една реченица. Само кратко ве молам, ајде. Да, благодарам. За цените. Па цените ве молам, кои се прекупци, финансиерите на ДУИ, нема ни еден македонец на пазарите. Нема ни еден македонец, финансиерите на ДУИ се прекупци. Кој ќе ги стишува цените? Тие самите ќе си ја сечат гранката на која што седат. Господјо Турунџиева, многу ви благодарам, убав ден. Ви благодарам многу. Посакувам подобро утре за сите нас. Цени пристојни и достапни за секој чесен македонец кој што живее од плата, а таквите сме повеќето. Такви сме повеќето и посакувам да не зборуваме повеќе, да не говориме веќе за вакви теми, но за жал да видиме што ќе следува, дали ова замрзнување ќе биде реално или ова ќе биде само мачкање очи повторно на јавноста и луѓето повторно
ќе одат само за едно лепче и за било што неопходно во денот и повторно секојдневно ќе пазаруваат или вистински ќе можат да си дозволат еден пристоен пазар, да купат барем за една седмица нешто што им е најнеопходно за дома. Добро утро за следниот гледач. Добро утро, Сузе. Добро утро. Среќен роѓенден на Деки, се најдобро во животот. Колку е среќен Деки, ако сега не пушти срце да не почести. Да, благодарам. Во негово име ви благодарам многу да сте ми. Сите да бидат здрави и живи, сите да бидат среќни. Ви благодариме. Значи, наша Македонија пропаѓа. Обичниот граѓанин секоја ден слуша од лоши по лоши вести. Една ден не чу нешто радосно, весело за државата, за обичниот човек. Секој функционер излева и кажува: ние за вас се бориме, за вашите деца. Они ги унистија нашите деца и нас. Останахме со солзи лек во рацете, а нивните деца уживаат се што е најдобро, како да се во Америка или во Европа. А ние како? Функционерите уживаат во европски плати, по 5000 евра, нивните деца сите на убави функции, кај што има по 2-3 евра плата. Ниеден функционер детето нема да биде обичен работник или да оде на смена у некоја фабрика. Туку знае, не знае, диплома има, а колку знае, тоа е знак прашалник. И затоа Македонија пропаѓа во сите државни институции, во сите, дека имаме неписмени, незавршени со знање, со моќ за државата и за народот. Сите имаат право да го плукат македонскиот народ, да го казат, да го понижуваат и да го викат: за вас работиме. Знаеме ние за кого работиме. Работат дали за нас или за ни. Сето се гледа како бел ден. Само овој народ, не знам зошто, обичниот граѓанин стана крволочен волк. Да вика: шо ми е гаје, мојата фамилија е здрава и жива, па некој ако умрал. Немојте така. Помислете прво на нас, после на другиот кажете му го лошото. Господ е голем, природата е поголема. Посакај му на секој добро, Бог и тебе да ти даде. Не му посакувај зло, може некое утро и ти во зло ќе се разбудиш. Затоа бидете добри, бидете хумани, бидете честни, не навредувајте, не крадете, не лажете, не гледајте во очи и лажете, оти не знаете што ќе дочекате. Пријатно, Сузе, и многу фала што ме послушавте. Многу ви благодарам што и ова утро бевте со нас. Секогаш ми е задоволство да ве слушам и вас, како и сите останати. Жалам што немаме прилика со сите вака да се сретнеме како со Слободанка, да си помуабетиме на улица, па и да се гушнеме и да си размениме по некој збор, но да се надеваме дека оние случајности кои што велиме не постојат, ќе не сретнат еден ден некаде, па и ќе си имаме прилика вистински да се запознаваме. Добро утро за следниот гледач. Здраво. Добро утро, повелете. Ме занима кај се продават тие европски знаменца, да си набавам ја вака една штека цела, па да си дам по тезги, по пазари, по маркети, да си набавувам роба со европско знаменце без да платам. Значи, да си проаѓам така, бидејќи европско знаменце, тоа е нешто возвишена работа. Еве, со ова се покажува, со тоа европско знаменце, дека Европа стои за сите овие работи. Мислам, пази, пак да не ме разберат, Европа не размишља со своја глава. Америка и таа не размишља со своја глава. Центарот е Лондон. Значи, тој размислува со своја глава и издава наредби како вие да се однесуваат. И нормално работа они ги спроведуваат тие главните работи што треба да ги завршиме ние како нација која сака да ја изумрат. Еве и Радев излезе у јавноста и тасно каже, значи не Бугарија, Европа притиска за сето тоа. Значи не е друг
у позадина не е ни Северна Кореја, не е ни Русија, не е ни Јужна Афричка република, ни Бразил, Европа. Нормална работа, британецот ги дава задачите и насоките. Значи, зашто ги дава? Затоа што нивните предци, кај што пјукнале, не лижат на британците. Значи, 12-та година ја расцепиле Македонија, гледале да се уништи, продолжили и понатака и во 20-тите и 30-тите години од тој век, од 20 век, каде што само во српскиот дел провареле пробулгарски струи. Проверете историја дека во грчкиот дел, значи поклонот, што им е даден на грците, дали пробулгарски струи работеле, не работеле. Значи, цела математика е Британија. Они креираат историја, креираат нации, креираат култури, они, како ќе кажат. Во врска со тоа толку, значи околу тие европски знамења, за околу цените за мрзнување, нема потреба да им веруваме на овие, мислам, покажани се више и докажани како какви, бидејќи ако кажам какви, може и да звучам некултурно. И третата тема која беше околу... Третата тема е за кривичниот закон, за изгласувањето на кривичниот закон и за злоупотребата од страна на власта. Па не, види сега, пак и тој кривичен закон не е донесен од страна на власта. Пак ќе го кажам, тоа островче таму што се вика Британија, значи никој друг, освен тоа, за да се направи притисокот врз компрометирани политичари од опозицијата, се донесе тој закон. Така, ви благодарам многу за вашето јавување. Инаку во поглед на она што го коментиравте во почетокот на вашето излагање за европското знаменце, се сетив на вчерашниот наслов на Нова Македонија и на вистина не можеа подобра реченица да упатат во ова време, иако јас веќе подолго време, повеќе од една година си го поставувам ова прашање во себе, вака размислувајќи до каде ќе тераме ние вака со сите овие неправди, со сите овие блокади, со сите овие случувања во кои што никој да изреагира и никој да и каже на ЕУ дека треба да и каже на Бугарија еднаш веќе стоп. Може ли некој во ЕУ да каже стоп на Бугарија? Браво и секоја чест за новинарот на Нова Македонија кој што беше автор на Јасминка Павловска на овој текст и реченица упатена вистински точно на место. Да видиме што ќе се случува понатаму и дали на вистина еднаш веќе ќе речат па доста е со вашите барања, па доста е со вашите уцени, блокади и сето она кое што и го правите на една убава земја, нашата Македонија. Добро утро за следниот гледач. Мислам дека имаме време за уште еден, може би уште за двајца. Повелете. Многу добри зборови рековте. Само ги слушам овие погани усти од утро до сабајле, до ноќе, па и не знам до кога. Што им сметат бугарите? Не им сметат србите, не им сметат албанците, што зборат свемирски говор, та бугарите им сметат. И Мицковски го бране до сега. Да се прибере и тој, нека менат и устави се, ни се смејат веќе сите. И затоа ве замолувам. И во Бугарија има и роми, и турци, и македонци, и секакви. И се нарекува Бугарија како реон. И ние се нарекуваме овде Македонија, Антигона, старите имиња на Македонија. И така натаму, Османлиското царство. И ние ке се правиме сега петели. Па зашто турци не се јавуваат? Зашто кјутат? Ајде, замолувам, малку да си го преберат мозокот сите. Толку убави работи кажавме на Исцрпија како НАСА, на Исвука како магнети, што знаеме и како знаеме. И не прифаќат. И му викам на исто дека се е криминал. На телевизијата пишува Северна Македонија, политички криминал. Уште кога на писмото си пишува и додава, тој сам и ми вика нема криминал ни на телевизија. Како нема? И има секаде криминал. Дали ке образовен, дали ке економски, тоа е криминал. Тоа да го знаете вие таму многу учените. А ние што немаме школа, ке блееме преко телевизија и се не се засрамува некој ке брани македонщина. Па му се смее, вика во Османлиско царство ми игра петел. Ај пријатно и друг пат ке ве научам повеќе.
Ајде, пријатно, се надевам дека сега ќе ви биде подобро, бидејќи вака си ја олеснивте душата, си го кажавте вашето размислување, иначе ние никогаш не сме навредиле некого дека ние сме од оваа страна учените, а од другата страна сте неучените. Со целосен респект и почит кон секој еден од вас се однесуваме од првиот ден на постоењето на нашава телевизија, па се до денеска така ќе биде и понатаму, но ако вие имате такво чувство дека е така, тогаш жалам, но верувам дека од овој момент веќе ви е полесно. Инаку денеска на клиниката за гинекологија и акушерство во Скопје ќе биде отворен центар за фетална медицина. На 3 февруари годинава беше потпишан меморандум за соработка помеѓу Министерството за здравство, Министерството за надворешни работи на Република Грција и Фондацијата за фетална медицина. Меморандумот предвидува соработка согласно програмата за фетална медицина за периодот 2022 до 2025, со која се опфатени иницијативи за отворање и опремување оддел за фетална медицина, спроведување и континуиран тренинг на доктори и специјалисти, обезбедување едукативни материјали, услови за воспоставување телеконференциска врска меѓу клиниката, врвни експерти, субспецијалисти за фетална медицина од Европа, светот и така. Ова е убава вест од областа на здравството, се разбира, и ако знаеме со какви проблеми се соочува здравството, здравствените работници кои што си ги бараат своите права, и токму за тоа ќе зборуваме со нашиот гостин кој што го очекуваме некаде во 8 часот и 40 минути. Станува збор за гостинот кој што е координатор на еден од независните синдикати во здравството, господинот Боби Бојчевски, со кој што ќе ги искоментираме состојбите до каде се со преговорите и така натаму. Време е за кратките реклами, поточно не се баш кратки, но колку и да се знам дека останувате со нас на оваа фреквенција, бидејќи веднаш после рекламите и телешопот е нашата бела на линк, ја вклучуваме за нешто многу интересно. Останете со нас. 8 часот и 20 минути повторно продолжуваме со содржините кои што ви ги најавив. Ние малку се облаживме за време на рекламите за роден денот на нашиот колега. Ви поздравуваме и ви благодариме што упативте честитки роденденски. А сега во нашава земја, во земјата на убавите луѓе, во земјата на убавата храна, за прв пат ќе се случува фестивал за храна и пијалоци во Гевгелија. За тоа многу повеќе ќе ни каже нашата Бела. Бела, добро утро. Добро утро, Сузе. Се надавам дека си ми добра. Не знам, не разбрав на кој колега му е роден ден, еве јас да ја искористам приликата и да го честитам роден денот. На нашиот Деко денеска му е роден ден. Така и заеднички. Стегни му ги ушите од мене. Благодарам, ќе исполнам веднаш на првата реклама. На првата пауза. Повели. Сузе, доколку тебе треба да те прашам, односно доколку ти го поставам прашањето, како го замислуваш вкусот на југот, тоа би било? Вкусот на љубов за мене и секогаш има вкус кон благо. Јас тежнеам кон шекер, кон благо. Мене љубовта некако ми тргнува. На југот. На југот. Види, одма со љубов поврзувам се. Југот ми е секогаш поврзан. Добро, љубов и југот е љубов. Да. Југот, особено Гевгелија, секогаш ми мириса на море, така да толку ми е присутна медитеранската жичка таму, медитеранската клима, и јас секогаш се идентификувам со убава морска храна, убава риба, и предпоставувам дека од се по нешто како и нашите неизбежни зеленчуци, пиперките, патлиџаните и се она најубаво што вирее на нашава земја ми асоцира на токму на тој дел од земјава. Одлично, токму за тој дел на земјата зборуваме во продолжение, ние зборуваме за првиот фестивал на храна и пијалаци кој што ќе се одржува во Гевгелија овој викенд. Започнува на 15-ти, завршува на 17-ти. За прв пат ќе имате можност да го вкусите југот, така и се нарекува овој наслов, овој фестивал Taste the South. А во продолжение зборувам со лицето за односи со јавност токму за овој фестивал, Столе Мицов. Благодарам што ве имаме во Добро утро секој утро. Добре ни дојдовте. Добро ве најдовме и благодарам на поканата. Јас почнав да го пакувам мојот куфер веќе за Гевгелија. Како течат вашите последни подготовки кога се работи за овој фестивал? Веќе се работи на поставување на шаторите и на се тоа што следува нели со фестивалот, на сцена за музичарите, и мислам дека ќе бидеме спремни до утре во пладне. Ова е прв пат да се случува овој фестивал Taste the South или Вкуси го југот. Имаме доста богата програма као за прва година на фестивалот. Имаме повеќе сегменти на фестивалот
е еден и најглавен да кажам сегмент е тоа храната и пијалоците, кои што ќе бидат тука, ќе има повеќе од 30 произведувачи на храна, на сладко од смокви, на джемови, уметници кои што изработуваат рачни ракотворби и друг сегмент, втор сегмент исто не толку небитен, туку исто може и најбитен музиката. Да многу привлекува внимание. Тоа што ги привлекува гостите нели на фестивалите. Ќе имаме повеќе од 30 изведувачи. Интересно за овој фестивал е што ќе имаме и олтаймери, дефиле на олтаймери, ќе имаме неколку клубови од Македонија и еден клуб од Србија кои што ќе учествуваат оваа година на фестивалот. Секако не ги заборавивме децата, која имаме доста богата програма за деца. Дечињата од детскиот фестивал Калинка ќе не бидат таму, исто ќе имаме баскери, улични изведувачи кои ќе ги забавуваат децата. Музичката програма можеме да ја кажеме која што ќе биде доста богата. На вистина сте мислела буквално на сите генерации, на сите вкусови, можам таква забелешка да дадам. Па така, нашата продукција кога организира фестивал мисли на тоа најмногу, дека мораме да ги задоволиме сите вкусови. Знаеме дека нашава земја има изобилие на музика и на музички изведувачи, имаме народни изведувачи, забавни изведувачи и затоа секогаш се трудиме да имаме за секого по нешто. Да, ќе ги поздравиме од Крафт продукција, оние кои што стојат за овој фестивал и благодарност што се сетија и на гевгеличани и на сите оние кои што ќе бидат викендов во Гевгелија да им придадат едно вакво шоу, ќе речам. Така. Еве сега и Гевгелија се бројува у градовите кои што имаат фестивали, кои што се организирани од Крафт продукција. Прво нели главниот град Скопје ги има Пиволенд, Виноскоп, го имаше Баскерфест порано, Охрид го има винскиот фестивал кој што беше на почетокот на летово, а од сега го имаме и Taste the South или фестивалот кој што ќе се случува од утре во Гевгелија. Фестивалските денови ни почнуваат утре, тоа е 15-ти, петок. Фестивалот ќе ни го отворат ансамбл Бојмија, потоа ќе ни настапат Анета Ристова Василева, Инфузиона 2, бенд од Шпанија ќе ни бидат гости оваа година кои што ќе настапуваат секој ден. Тоа е еден бенд кој што ја почитува нивната шпанска традиционална музика, меѓутоа користат модерни ритмови во нивните песни. Потоа ќе ни настапи етно составот Баклава, потоа кралот на народната музика Миле Кузмановски, после него ќе бидат Драган Спасов Дац и Александар Митевски и на крајот вечерта во петокот ќе ја затвори Игор Џамбазов и Гуру Харе бенд, миленикот на македонската публика, на целата македонска публика, меѓутоа посебно тој дел на него некако мислам дека му е многу драг. Гевгелија, да. Гевгелија, Дојран, Валандово, Стојаково блус неговата песна. На 16-ти во сабота исто почнуваме во 18 часот. Први ќе ни настапат Фонија, потоа ќе ни настапи Ристо Стојанов со неговиот бенд, Инфузиона пак ќе ни бидат, Инфузиона 2 од Шпанија, потоа миленикот на младата публика, Пајак, Next Time, Кукулеле и вечерта ќе ја затворат ДНК. На 17-ти во недела ќе ги имаме олтаймерите, изложбата на олтаймери. Тогаш ќе ни почне порано фестивалскиот ден во 12 часот, напладне. Толе, знаеш ли дали ќе може да се проба некој олтаймер? Имаш такво видување или? Не сум сигурен. Само ќе бидат изложени. Познавајќи неколку луѓе што имаат олтаймери, мислам дека не. Пошто тоа е некоја, не знам, поголема љубов од љубов кон обичен автомобил. Така? Потоа ќе имаме прилика да ги слушнеме дечките што учат да свират гитара при Домот на култура во Гевгелија, па школата за тапани, Моки, Европорта фест, Мистик денс клуб, Калинка, детскиот фестивал ќе биде во 16 часот во недела. Па после ќе имаме прилика да видиме две уствари културно-уметнички друштва. Едното нив е Негорци од Негорци и после нив ќе настапат културното уметничко друштво Браќа Толеви од Прадејци. По нив ќе ни настапат Моки, Марија и Крџе, Инфузиона 2 уште еднашка, Брас Брадерс, Супер Хикс и Ареа кои што ќе ни ја затворат вечерта и фестивалот. Не чув, мислам дека ќе има и комичар, така стендап. Така го чувам него за крај, дека тој ќе настапува секој ден. Нивната локална звезда Дејан Малзарков или Диверзија, попознат како Диверзија, него го познаваме од неговите видеа на Facebook, дечкото кој што има неколку ликови со кои што прави комични ситуации. Тој ќе има стендап секој ден на фестивалот. Одлично. Исто
не може и најбитно, водител на овој фестивал ќе ни биде нашиот познат актер Сашко Коцев, мој драг колега. Мојата прва професионална представа беше со него во театар, овде каде што се наоѓаме сега, во театар комедија. И не знам да кажеме за локацијата дека ќе биде секако да, тоа ќе прашам. Да. Каде точно ќе се случува се во целава убавина? Ќе се случува на спортските терени на училиштето Владо Кантарџиев. Тоа е еден широк простор каде што ќе имаме место каде да ги поставиме шаторите и за изведувачите и за производителите на храна и вино и ракија и ќе има место каде да се соберат сите кои што ќе ги нанесе патот во Гевгелија. А како оние што сакаат да спијат, треба да си бараат смештај или има и предвидено е со шатори, можеби, како ви е замислено тоа? Не, дека веќе помина летото. Се уште е топло во Гевгелија, нели знаеме дека тоа е најтоплиот крај во Македонија, меѓутоа фестивалите што ги организира Крафт продукција не се тој тип на фестивали. Туку се фестивали на храна, на вино, на музика и луѓето што сакаат да бидат таму и ако сакаат да преспијат неколку дена во Гевгелија ќе треба да се најдат, на време да се бегази времето, почитувани, најдете се смештај поскоро. Она што можам да го заклучаме дека ќе има и традиција, ќе има забава, ќе има многу хумор. Тоа е можеби главната нишка, многу музика, очигледно, многу храна и многу пијалаци. Доколку вас лично ве прашам кој е вкусот на југот за вас, тоа би бил? Тоа би било сладко од смокви. Сладко од смокви? Да. Нашиот југ, Гевгелија, Валандово и тој крај се познати по тоа дека таму успеваат некои такви тропски овошја, некои, не знам, калинки, киви, меѓутоа сладкото од смокви мене ми е едно од омилените блага. Бидејќи споменавте, можеби не запамтија гледачите, ќе споменаме и дека имате Facebook профил веќе отворен, Taste the South, почитувани на Facebook, побарајте ги за да ги погледнете сите подробности поврзани со овој фестивал, убава, богата програма. Најдете си вашата нишка и омилениот дел од фестивалот, затоа што буквално е за секого организирано. Морам да ве прашам за самиот крај, бидејќи немаме премногу време, какви реакции пристигнуваат до сега? Дали ви реагираат луѓето веќе на овој фестивал, стигнуваат ли во инбокс пораки? Реакциите се позитивни и морам да кажам дека листата на луѓе кои што сакаат да учествуваат на фестивалот со нивна храна, со нивни сладка джемови, нивни ракотворби, секој ден се проширува, се повеќе и повеќе, се надополнува. И може најбитниот дел да не го заборавиме, да ги поздравиме општина Гевгелија, која виде дека ова ја препозна идејата на Крафт продукција и тие посакаат да имат таков фестивал во нивниот град. Столе, што се однесува до храната и пијалаците, ќе биде само од тој регион или како е замислено? Ќе биде од цела Македонија, ќе имаме учесници од цела Македонија, меѓутоа ќе се посвети поголем акцент на луѓето од таму. Ќе имаме и локални ресторани, локални производители на храна кои што ќе учествуваат таму. Значи, акцентот е посветен повеќе на тој дел таму, меѓутоа ќе имаме од цела Македонија. Одлично, ќе се јаде, ќе се пие, ќе се ужива, ќе се смее, ќе се журка многу очигледно на Taste the South. Столе, благодарам за одвоеното време. Ти си актер, спомена од театар комедија, затоа сме овде блиску. Имаш веќе проба, во некоја друга прилика закажуваме средба да зборуваме и за театарот и уметноста. Договорено, ќе ми биде драго. Благодарам уште еднаш, почитувани, уште еднаш подсетуваме, зборувавме за првиот фестивал кој што ќе се случува во Гевгелија, токму овој викенд, Taste the South или Вкуси го југот, храна, пијалоци и музика. Се надеваме дека овој фестивал во иднина ќе прерасне во традиција. Се време за нашиот гостин кој што ви го најави рано утрово за состојбите во здравството, кои што се алармантни, за неправдите со кои што се соочуваат здравствените работници, белите мантили никогаш не биле толку дискриминирани како што се сега. И токму на оваа тема, како и за тоа докаде се стасани преговорите, ние ово утро ќе говориме со магистар Боби Бојчевски, национален координатор на независните синдикати. Добро утро. Добро утро, пред се добро утро и на гледачите на оваа гледана емисија. И голема благодарност до вас како водител и ТВ Алфа што најде време, простор да не викне, да го слушнат по широката јавност на Република Македонија последниот крик на вработените во здравствениот сектор. Значи веќе е дојдено, како да ви кажам, на последното скалило сме. Нема више
ова што се случува во моментот со работените во здравствениот сектор го нема никаде. Значи, пред 2 години сите здравствени работници, сите вработени во здравствениот сектор беа херои. Беа нешто најсветото во држава Македонија. Моментално здравствените работници и другите вработени во здравствениот сектор се обесправени, доведени до маргинизирани, значи доведени до рабна екзистенција. Значи ние како независен синдикат и ја како национален координатор за здравство на независните синдикати на Република Македонија секојдневно сме во контакт со овие здравствени работници. Значи, да напоменам, во независниот синдикат за здравство спаѓаат административно-техничкиот персонал, здравствените соработници, психолози, педагози, логопеди, после за медицински сестри со средно образование, медицински сестри со високо, доктори, хигиеничарки, возачи имаме ние возачи по поликлиники, што се возачи на тие амбулантни возила и возачи во итна медицинска помош. Значи ние како независен синдикат се бориме за секој од нив. Значи здравствениот систем е всушност како синџерот на исхрана, што е? Секој од секого е поврзан. Почнува од хигиеничарката, завршува со докторот, специјалист. Ако една алка нештима или се распадне, целиот синџир паѓа во вода. Значи, ние поднесовме, вчера ги поднесовме барањата, нашите барања се многу малку спрема другите. Така. А нашиот револт, настана кога видовме дека на некои платите им се зголемија за 78%. Преку ноќ, без најава, без конструкција. Без ребаланс на буџет, без ништо, тап 78%. Штрајкуваат, јас секоја почит код сите професии, штрајкува во некои министерства, преку ноќ 30%. Чекайте, луѓе. Во оваа држава постојат, нема само административни работници, што се тие правници, економисти во други јавни предпријатија, во другите министерства, подобри него овие правници, економисти, административно-технички персонал. И поради тие начини, јас сум едноставно крикот, последниот глас на овие вработени. Значи ние кога седиме на пауза, искрено да ви кажам, демотивирани се. А дневно рачуните на медицинска сестра треба да прими околу 30 до 40 пациенти, заедно со доктор. Администратора да ги запише. Дали таа здравствен работник да мисли за пациентите, дали да мисли за дома, дали што може да му понуди на својата фамилија. А платите на овој профил на работници здравствени се движат помеѓу 20.000 и 24.000 максимум, така нели? Значи, во некои претходни емисии сум ги спомнал нивните плати, да не станам досаден више на гледаноста. Значи, платата на овие вработени за административно-техничките персонал, возачи на медицинска помош со средно образование е под просечната плата во Република Македонија. Овие луѓе беа херои пред 2 години. Ги оставивте. Имаме кратко помнење. Ние многу брзо ги забораваме добрите работи, како да имаме буквално амнезија и се однесуваме како треба само да ги искористиме луѓето кога ни се потребни и потоа да ги заборавиме. Тоа ни е некој, би рекла, синдром кој што не прати нас не само периодов, туку не прати со векови наназад. Сакаме некако да ја избегнеме одговорноста или да направиме, да ги изреспектираме тие луѓе. Во едно ваше интервју пред неколку денови кажавте дека здравството е амортизерна социјалата и дека ако пукне здравството отиде се во државата. И тоа е вистина. Значи, ја не знам дали е свесен некој во државата дека социјалниот мир го држиме ние. Значи, ако дојде до пукање на тоа амортизер, ако овие луѓе излезат на улица и своите права да ги бараат на улица, не е срамота. Многу е лошо. Лошо и за државата, лошо и за секој граѓани на оваа држава. Да, ние сме сите порано или подоцна во животот пациенти на некоја клиника. Ние секако се потпираме на тие здравствени работници и
за добро или за лошо, секогаш зависиме токму од нив, од тие кои, како што рековте, беа наши херои. Господин Боби, вие сте, колку што знам, јас 4-5 независни синдикати во здравството, така нели? Колку сте синхронизирани, колку сте во координација едни со други? Ние имаме како независен синдикат координативно тело и покриена цела Македонија. Од Крива Паланка до Струга, Гостивар, Тето и така натаму. Значи, нашата координација се одвива еднаш неделно со сите наши членови. Бројката на независниот синдикат за здравство на здравствени работници околу 2500 на ниво на цела Македонија. Освен нас, ние разговаравме со другите синдикати, се околу 4-5 на број, како со синдикатот на клинички центар, дури со официјалниот синдикат на здравствени работници и со уште еден синдикат. Значи, нашите разговори се во тек и се координираме. Во теков на неделава, најкасно до другата недела, ќе направиме уште една координација, да се види датумот, кој ден, кој час, овие здравствени работници, асфалтот ќе им стане втор дом. Да, белите мантили на улица. Значи, не само белите, административно-техничкиот персонал, здравствените соработници. Значи, комплет, од возачи до... Значи, ние се бориме за сите нив. Најзагрозената категорија е од прва до четврта, според работна сложеност. И тие луѓе имат, ви кажав како предходните муаве, дека под просечната плата. Да. Значи, замислете некоја фамилија. По ниједна земја го нема тоа. Да. Вие не само што се борите за правата и за подобри услови за живот на здравствените работници и сите овие профили кои што ги кажавте, туку вие се борите и давате поддршка на сите оние кои што излегуваат веќе втор понеделник на протести поврзано со скандалот на онкологија кој што ја потресе јавноста и се уште ја тресе и е топ тема веќе 2 седмици. Што мислите, ќе дочекаме ли ние разврска на овој случај или повторно во некоја фиока ќе останат одредени информации кои нема да излезат во јавност и повторно правдата ќе биде слепа, а граѓаните нема да го добијат она кое го очекуваат? Значи, искрено, од чисто душа и срце скачаме на протест. Значи, секој од нас ги посетил тие ординации. Дали за нас, дали за некој член од фамилија. Греота, жално е што се случуваше со тие луѓе. Че ние сме тука едноставно да дадеме поддршка во државата, да има закон, ред, да се средат и еднаш за секогаш да не се случуваат вакви аномалии во здравството. Значи, за 10-20 души, не знам колку има хипотетички бројот кои што се инволвирани во случајот, не може да трпат 22 до 25 илјади здравствени работници на ниво на цела Македонија, кои спаѓаат од администрација до стручни соработници, доктори, медицински сестри, биохемичари, така. Значи, го фаќаме целиот здравствен сектор. За секого се бориме. Од хигиеничар до доктор. Значи, тука сме и бараме и молиме да им се покачи плата. Значи, јас и поради тие причини, поради тие хумани причини, ние присуствуваме и на овие протести. Дали ќе има разрешница, тоа не можам да ви кажам, ќе дојде време, ќе почекаме, едноставно. Граѓаните и гледачите се многу револтирани. Ние веќе втора седмица на нашите отворени телефонски линии, колку и теми да понудиме, секогаш темата онкологија ги поттикнува гледачите на бурни реакции. Сите имаат по некој член во семејствата, како што рековте и самите вие дали, од поблиските, дали од подалечните кои што не ја извојувал битката и сите, особено оние кои во моментов примаат хемотерапија, можам само да предпоставам колку се вознемирени и колку со недоверба влегуваат во тие ходници, каде што секој се моли за еден ден, една година живот повеќе. Мислите ли дека и секој се прашува каква казна ќе им следи на оние кои што ги чекаме и минјата и презимињата? Што мислите дека заслужуваат ли белите мантили некој да го валка образот на целата фела? Како реагира од ваша страна, вашите колеги, бидејќи никој не излезе да се произнесе јавно и јасно и гласно да каже нешто во одбрана или можеби во засилување на цела оваа ситуација? Сето ова некако стихијно се мирува, се тихува и се чека на нешто, а не знаеме што ќе дочекаме. Значи, колегите со вработените, кои што се сите здравствени установи, ишчетав низ Македонија, јас, као национален координатор,
се видно разочарани, потресени и згрозени. Едноставно да ви кажам. Значи, не можеме ние сите во исти кош да ги ставаме. Во здравството има хумани луѓе кои што се грижат. Ви кажав ова минимална плата, тоа е пак насмеан. Го прима пациентот, при тоа врши интравенозни апликации, така натаму, екагиња, невролошки испитувања, не го покажува своите емоции пред другите. Насмеане, во разговор го прима пациентите и помага на пациентите. Значи, овие луѓе како што работа, дале Хипократова заклетва, дале, но во секоја професија има изроди. И не можеме се сите нив да ги наречеме монструми. Монструми. Да. Не можеме сите нив сега да ги означиме тоа се здравствени работници. Не сваќате? Сваќам, господин постои револт. Да, во барањата кои што ги имате јасно и децидно се очекува, односно барате исклучиво покачување на платите на здравствените работници за 30%. Барате нов колективен договор, бенефициран стаж на вработените во итната помош, рентген и психијатриските болници, додаток за инфекција да се зголеми на 4% и итна трансформација на договорите од определено на неопределено време. Што се од ова може да се очекува и во која фаза се преговорите? Значи, ние вчера ги поднесовме по втор пат, ние имавме пред 2-3 месеца изјави пред Министерството за информатичко општество, што јас и мојот колега бевме на разговори во врска со тој колективен договор и со покачување на платите. Моментално платите, како што напоменав, се на најниско ниво. Вчера попладне поднесовме барање пак до Министерството за здравство и до владата на Република Македонија, до председателот на владата на Република Македонија. Во врска со овие барања, 30% покачување плата од хигиеничар до доктор, во кое спаѓат административно-технички персонал, здравствени соработници, психологи, логопеди и така натаму. Нов колективен договор. Значи, овој колективен договор кој го составува Алдаму е најлош колективен договор што постои во историјата на нашава држава Македонија. Значи, бараме или ревидирање, кои што ние ги уочивме ревидирање, кај што треба да се направат, или да се направи, да седнеме со директорите на јавните здравствени установи, ние као синдикат и другите синдикати кои што постојат, да го направиме овој колективен договор и да го средим еднашка за секогаш. Да се знае коефициент на работа, на работна сложеност на работениот и да се знае неговата плата, дали е бруто, дали е нето. Третото барање не беше бенефициран работен стаж. Значи, луѓето овој на медицинска помош се 24/7. Значи, освен што ги работат нивните смени, работат дополнителни смени, работат вонредни смени. На тие луѓе со секакви случаи се во текот на денот имаат. Исто луѓето кои што работат на рентген институтите, радиолошките технолози, доктори, сестри, администрација. Значи тие луѓе се подлежени на 6 до 8 сата на јонизирачко зрачење. Зашто на тие луѓе да не им стаде бенефициран работен стаж? Исто вработените во психијатриските болници. И тие луѓе работат со специфична категорија на пациенти. И вчера имав една молба, ми се јавија сестрите од интензивни неги од Карил и тие бараат нешто за покачување да влезат во бенефициран стаж, покачување на платата од 1 до 4% и многу млади луѓе, значи, се вработени под договор, во кој договор немаат ни пензиско, ни здравствено осигурување и 7 дена во годината имаат годишен одмор, а плата 20.000 денари. Млади луѓе, како да кажам, кои професионално и честно се извршуваат работата. Дај да ги задржиме овие млади луѓе. Дајте да ги запостиме, да им се направи една трансформација. И уште еден апел до сите. До сите вработени во здравствениот сектор. Сите заедно, сите сплотено да бидеме како што сме на работа и сите заедно да излеземе, да си ги бареме нашите права. Не може никој друг за нас да бара. Значи, ако ние самите себе не си ги решиме да имаме достоинствен живот, поквалитетен живот, се што ни следува оваа држава Република Македонија. Сите заедно, без суети, сплотено, кога ќе дојде денот, кога ќе дојде часот да се собереме и да излеземе. Бидејќи ние сме стигнати на последната гранка, на последната скалила и мора некој да се реши, да
да помогне на овие луѓе кои работат во здравствениот сектор. Така, ви благодарам многу. Ви Јас се благодарам на вас. надевам дека нашите гледачи ја даваат нивната силна поддршка, тоа и секогаш го кажуваат на здравствените работници кои што се наши ангели чувари, и навистина посакувам подостоинствено утре и подостоинствен живот за секој еден кој што е дел од овој голем синџир, како што го нарековте вие, и со добри вести се надевам дека ќе се видиме во следната прилика да говориме за нови успеси и за нови проекти кои што ќе ни овозможат што по добро здравје на нашата популација. А сега е вистинско време да го погледнеме прилогот кој што го направи колешката Ивана Крстевска-Јаневска. Разговараше со Тамара Јолевска Попов, наша позната атлетичарка, дека во недела се одржува второто издание на трката Color Run, и многу повеќе детали за оваа трка ќе погледнеме во прилогот. На реката Вардар, секогаш во добро утро, секој утро се трудиме да ве мотивираме да бидете физички активни. Па така, по минатогодишното успешно издание на Color Run, токму в недела на 17 септември, повтор пат ќе се одржи оваа трка. А за сите детали поврзани за она што ќе се случува во недела на 17 септември, кој се може да учествува, што се ќе може да се направи, колкави ќе бидат релациите, дестинациите на трчање. Ова утро деталите ги дознаваме од атлетичарката Тамара Јолевска Попов. Најпрво ќе ти посакам, Тамара, добро и убаво утро. Добро утро и благодарам на поканата, Ивана. Успешно прво издание, па честитки за тоа и честитки еве за тоа што традицијата продолжува понатаму, па повтор пат ја организирате Color Run. Колку сте вие задоволни од минатата година и како поминовте да се навратиме една година наназад? Лани бевме изненадени. Не го очекувавме тоа што го добивме. Скопјани, не само Скопјани, цела Македонија, па и од регионов, ја препознаа вредноста, ја препознаа убавината на трката. Моравме многу да промовираме нормално за тоа што треба да бидеш виден. Или ова е едно модерно време каде што треба стварно да бидеш, да ги предупредиш луѓето што е тоа што се случува. Многу сме задоволни од минатогодишната организација, голема посетеност имаше и оваа година веќе имаме истата посетеност, нешто повеќе од она што го имавме лани. Повторно, нели, истите тркачи ни се навраќаат, нови компании ја препознаваат како, нели, простор за еден тимбилдинг убав, дечињата ја сакаат затоа што е секогаш интересна и шарена, а и добиваат многу убави пакетчиња и вредни награди, така едноставно веќе 2 години многу насмевки, во многу позитивен знак ни поминува трката. А какви се релации, дестинации имаме на овогодинешното издание на Color Run и од каде до каде се трча? Оваа година го имаме истото како и лани, 10 километри за оние малку похрабрите и за професионалците, 2,5 километри за оние што се спринтери ќе ги наречаме, за оние помалку храбрите, а и најчесто она што го спомнав за тимбилдинг компаниите, тимбилдинг на компаниите, пардон, и за дечињата наместо 2 има 3 трки на 100, 200 и 500 метри, зависно од нивната возраст. Ке почнеме од дечињата, тие ми се секогаш мене најинтересни. Од 2 до 5 години, значи од 2 години веќе е окей да се пријават на трката, од 2 до 5 години ќе трчаат 100 метри, од 6 до 8 200, а од 9 нагоре до 12 500 метри. Сето тоа се случува за нив пред Eastgate Mall. 2,5 километри трчаат компаниите и оние спринтерите од Eastgate Mall до малтене подвозникот кај споменикот Скендербек и назад. А 10 километри се трча од Eastgate Mall преку мостот Гоце Делчев по Илинденска и се врти на крајот на Скопје во Карпош 4 полукружно и назад. Тоа се 5 километри во една и друга насока. И завршуваме пред Eastgate, нели нормално? А така, пријавањето веќе е завршено. Колку сте вие задоволни од она, колку луѓе се имаат пријавено, учесници за овогодинешното издание? Многу сме задоволни како клуб што е, нели, технички организатор, клубот, атлетскиот клуб Атомик, а исто така и нашите партнери Eastgate. Многу сме задоволни заради тоа што видовме и ја гледаме истата посетеност и нешто
ситно повеќе од она што го имавме лани. Сега, македонци како македонци, а и балканци во последен момент се случува. Во текот на летото имавме малку едно така затишје, каде што луѓето беа по одмори, не беа сигурни што и како ќе бидат ли тука, и во последната недела дена буквално сајтот полуда каде што се пријавуваа луѓе. Да речеме по 20 до 50 на пријави во денот. Навистина се заинтересирани луѓето, се уште ни пишуваат може ли, сега наоѓаме начини некако да ги удоволиме сите тие барања. Познати сме нели по тоа 5 до 12 да ги правиме работите, меѓутоа се на се морам да кажам дека сме многу задоволни, многу сме среќни, заради тоа што ова не е трка која што може да помине така како едно помало случување, сепак е настан кој што треба да има за поголем бум, поголема посетеност, да биде повеќе виден, да биде повеќе забележан од страна на градот и на сите оние од страна што доаѓаат. Тамара спомена дека во оваа трка се вклучени и најмалите, односно дечињата, па од која возраст децата може да учествуваат и да бидат дел на оваа трка? Уште од 2 години. Ако одат стабилно, веќе може да трчаат. Атлетиката е еден од најблагодарните спортови, затоа што ако е веќе детето способно да оди, веќе може да се нарече себе си дека е атлетичар. Од 2 години апсолутно може да трчаат 100 метри е дистанца која што не само што им е лесна, туку им е интересна да ја истрчаат. До 12 години, каде што веќе стануваат млади, како беа сега не се сеќавам, имаше неколку категории млади младенци и веќе се надпреваруваат во категориите за возрастни. Така, Тамара, долги години сте вие по трките, долги години те препознаваме нели по сите маратони кои што се одржуваат, како кај нас, така и во странство. Што и недостасува на Македонија, што му недостасува на градот Скопје за да имаме поубави трки, да имаме поубави дестинации каде што ќе се одржуваат трките? Малку ќе те коригирам, не се толку долги години, јас сум кратко атлетичар, но сум спортист по долго време. Во атлетика влегов пред 3,5 години. Благодарам на признанието. Да, благодарам на признанието. Да, успехот беше така доста брз и голем. Сега што ја фали на Македонија, што му фали на Скопје, конкретно на Скопје не му фалат трки. Скопје има многу трки и многу убави трки. Организаторите, не само ние, значи тука ќе ги споменам и Скопски маратон, нели тие организираат и 10-ка и целиот маратон. Тука ќе ги споменам и другите атлетски здруженија кои што не организираат професионални трки, туку вака трки на кеј, каде што секој сам се мери со нели оние часовници, смарт часовници, па тие добиваат така малку еден по-хуманитарен дух, каде што се што ќе се собере се донира некаде. Скопје има трки. Има атлетска култура, нема навивачка култура и нема култура на тоа да се почитува едно збиднување. Само минатиот викенд бевме на Балканското и државното првенство во полумаратон во Битола. Сега ќе го спомнам Битола, бидејќи исто еден од поголемите градови, кој што многу ја препознава и неговата атлетска култура. Јас бев дел од Балканското првенство и од националното првенство и се сеќавам дека со колегите кога се загревавме пред почетокот на трката, во ден недела, во 7 саат од Сабајле, добивме многу неубави коментари од граѓаните, кои што баш во недела морало да стасаат од точка А до точка Б и тие 500 метра не можеле да се изодат пешки, туку морало со кола да се извозат. Тоа му фали на Скопје и фали на Македонија. Култура и почит према какво и да е случување, затоа што да, се затвараат улиците, да, се отежнува движењето, меѓутоа се отежнува за некоја убава работа и е ден недела, ден за одмор. Да, тоа значи дека нели и оваа недела на 17 септември сепак ќе има посебен сообраќаен режим токму поради трката која што се одржува по втор пат. Задоволни од првото издание, ви посакувам уште едно успешно второ издание, традицијата да продолжи и понатаму и Color Run да стане една навистина препознатлива трка и настан кој што ќе го одбележува месец септември кога станува збор за трките. Благодарам многу, Ивана, ама и вас ве чекаме да трчате еве на третото издание, не мора на второто. Ветуваме дека еве можеби како тим ќе се пријавиме и на третото издание на Color Run, ќе ги поканиме сите луѓе кои што еве се слободни в недела да излезат низ скопските градски улици и да ги поддржат сите луѓе кои што се имаат пријавено и ќе имаат учество на второто издание на оваа трка.
9 часот и 10 минути имаме уште минути за дружење, по 3 минути за најупорните, најсрекните или оние можеби на кои најмногу ќе ви се посреќи. Можете да говорите на трите теми кои што ги поставивме ние денеска на нашата огласна табла или на нашиот дневен ред. Актуелни се во деновиве премногу, некако ни стана да не речам навика, бидејќи секојдневие тоа да говориме за големи слабости во нашето општество. Првата е комплетно политичка. Ковачевски се надева на 118 пратеници за бугари во Уставот, а додека Мицковски возвраќа и вели уставни измени нема. Гладна кокошка прососонува е првата тема. Втората се однесува на Европското знаменце и кривичниот закон, последен пример за злоупотреба од страна на властите. Третата тема е за најавувањето на замрзнување на цените од наредната недела. Се забранува и акциска продажба во маркетите до 30 ноември, но ништо конкретно вчера не беше кажано на оваа тема, што е тема која ги загрижува многу пензионерите, особено оние кои редовно ги прегледуваат цените пред да купуваат и како не би ги прегледувале кога некои луѓе живеат со 10-12 илјади денари месечно, а треба да им стигнат тие пари се до следната пензија. Знаеме колку луѓе се на маргините, колку луѓе на вистина ги бројат ситните пари, иако ние не знаеме каде ги оставаме или ги чуваме во некоја тегла голема каде собираме железни пари, тогаш на некои навистина премногу им значат и тие најситните, најмалите денарчиња, за да можат да скрпат крај со крај. Телефонските линии се повторно активни, ги очекуваме вашите јавувања. Добро утро. Добар ден. Повелете. Зошто многу бугари има во Македонија, тоа сакам да кажам, оти гледам дека некои се јавуваат, бугарите ги штитат и мало многу бугари па дело да влезат во Уставот. Па после 90-та година, кога се растури Југославија, СДС кога дојде на власт, сите фирми што беа во производство ги испушти. Тоа беа работници околу 400 до 500 илјади работени што отидоа под заводот. Немајќи од каде да живеат, од што да живеат, почнаа да вадат бугарски пасоши. И кога ќе се јаве Јуда, ги бране бугарите, па зошто ваделе бугарски пасоши, па од 33-та година ваделе документи дека дедо му, прадедо му бил бугарин, па тоа е срамно и понижувачки да се напаѓаме Македонија, да браниме Бугарија. Треба вистината да се каже и да се знае кој го предизвика тоа вадењето на бугарски пасоши. Па СДСМ е највиновна за тоа, за тие бугарски пасоши. Па они донесија закон во времето на Бранко Црвенковски да се уништат сите фирми во производство. И сите ги уништија и луѓето го испуштија под заводот, немајќи од што да живеат, мораа пасоши да вадат. А полицијата не ја испуштаа. Полицијата ништо не проденеси 2001. Ја бе учесник во таа војна 2001. И сум ранет и ништо не добивам, ни пари, ни па работа ми дават. А тој Јуда стално ги бране овие фашистите што уништуваат Македонија, сега што се на власт, а напаѓа опозицијата. Полицијата, кога тие што учествуваа во војната, ги гледа лично од близу до нив беме тие доброволци и платеници, а се криеа во поројници. Ке легнат во поројница и го страх глава да појави и кога му се оде по нужда, таму вртеа нужда. Тоа сето смрдеше од нив таму. И треба пензиите да им се намалат на 50%. Јуда од различни треба да се свесте и треба да биде од народот, од страната на народот, а не од страната на фашистите, тие што го уништуваат македонскиот народ, што го принудуваат да бега од Македонија и да се бугаризира. А тоа е срамно. Кај ќе му оде душата? Стално го слушам како се јавува и како бране ваа сатанска организација од СДСМ. Фала многу што ме слушате и убав ден да имате. Благодарам. Убав ден да имате и вие. Добро утро за следниот гледач. Добро утро, Сузе. Добро утро. Поздрав до гледачите и до вас. Ви благодариме. Повелете. Благодарам. Ќе почнеме третата тема, замрзнување на цените. Па ова е како помош од влада на трговците. Вие покачате ги цените сега за оваа недела, па после една недела ќе ги намалите. Ќе ги замрзнеме, да. Ќе ги замрзнеме. Значи, тоа му доаѓа ништо
добро за граѓаните. И секогаш ја зборуваме косничката, јадењето. Не знам дали некој гледач спомнал, еве јас почне со така размислувам, дали останува некој денар за луѓето да си купат гардероба, дали обувки, дали облека. Ќе речам дека јадењето не трае, облеката трае, но има луѓе што се поправаат, за една година ќе се поправат, па колку да има гардероба, се тоа им е тесно, па мора да купат друго. И никогаш не останува пари за да си купат. Можам да кажам само оние кои редовно си имат иста килажа, па може да си ги носат со години едни исти алишта, така да треба и тоа да го ставиме во косничката, дека треба и гардероба, да не зборуваме за бела техника и за слично, се расипал телевизор или шпоред и слично. Не можеме да преживееме само со храна. Ало? Ве слушам. Ја мислам да имам некој звук, па мислам дека ми се прекина. За тоа европско знаменце. Да мислина и Европа ни омрзна од тоа знаменцето и кога ќе го слушнам, па уште ќе го кажа знаменце. Нагалено, толку значење му придаваат, никој од ние не се согласуваме граѓаните. И за првата тема сонува кокошка просо или па пишманаџија. Овој Ковачевски мисли дека некој ќе се пишмани и ќе стане пишманаџија, па ќе се предомисли и ќе гласаат сите пратеници од опозицијата. До слушање и убав ден ви посакувам. Многу ви благодарам, убав ден и вам ви посакувам. Добро утро и за следниот гледач. Добро утро, благодарам што ме уклучите. Повелете. Ево со знаменце. Ќе пееме или нема да пееме денес? Не, ќе пеем песмата моја. Добро е. Сега да ви кажам за знамето. Ајде. Ние имаме македонско знаме. Не ни треба бугарско знаме. И Македонија е најстара земја во светот. Само сонцето е постаро од македонците. И ако не ви е мака, ќе ви испеам песмата моја за Македонија. Мака не ни е, за Македонија ништо не ни е мака и ништо не ни е тешко. Повелете. Слушај сега. Мајко моја Македонијо, моја мила татковино, нигде на светот нема помила од мојта мајка Македонија, мојата мила татковина. Среќен празник или ден, ден на мојта мајка Македонија. Тоа не е северна, толку моја мила мајка Македонија, мојата мила татковина. Мајко моја Македонија. Поздрав! Браво, одлично, како за наутро, да ви кажам, супер сте распеан, верувам дека и си пеете од рано наутро и кој пее зло не мисли, тоа фраза не е случајно кажана, браво. Колегите ги слушав во режија си ја пеат веќе песната, бидејќи ја имаме сите научено, особено рефренот и како да не ја научиме кога толку често и толку убаво ни пеете за Македонија. Браво. Добро утро за уште еден наш редовен гледач, повелете. Добро утро. Добро утро. Вака да цениме замрзнување. Вака, кои цени ке замрзнат? Тие што има да произведуваат малку што останува од селава? Тие пензионери што може да се вратат од село преку лето, да работат, да произведат и да не се жалат таму.
сите од село потекнува, сите имат куќи во село, сите имат викендици, сите имат, а никој да не произведува. Сите чекат некој малку што стане од село, тие што произведува, да може да ги уништат, за замрзнување на цените на млеко, самите ги уништуваат. Замрзнување на производството. Сите ги уништат што произведуваат. На крај трпат тие што произведуваат, не трговците. Ме разбирате? Разбирам. Значи, многу пензионери, 80% пензионери имат куќи во село. И може да произведат патежанци. Па не би рекла дека сите имаат куќи во село, знаете, за жал тоа беше некогаш, денеска. Не, што ги напуштиле, што ги пропаднале. Але имат место, имат, гарантирам, имат свој имот. Да, ама едно е да имаш некаде имот, друго е тоа да може да се таму нешто да се засади, да се одгледува и да те користи. Не, што порано таму не живееле, не останале таму порано. За жал, сменети се приликите, условите, можностите. Него порад е друг ден производуе, ефтино да го купат. Знаеш ли зашто дека во селото сите ги напуштат, затоа што жито да ми го откупи по 10 динара. Те е срамота. Срамота. Кој ќе сади ова година бито? Значи 5% помалку ќе се. Трактори се продават за да бегат. Разбираш? Ево и сега млеко. Знаеш колко е млеко, 25-30 динара откупна цена. И замрзни. Не, се го гледат на производителот, да им го стопират намерно да го уништат. Се жалат и нема пензии, нема тоа. А бе брати за село, барам летни период. Ајде, аз каде да се вратам, кога немам каде да се вратам, ајде кажете ми, се од моите предци е продадено. Кој село потекне? Јас сум од Битола, меѓутоа моите родители имаат потекло од некои села, се е продадено, се е национализирано, мојот татко е од Егејска Македонија, јас немам каде да се вратам. Добро, Егејска Македонија, окей, се слагам дека протерани. И јас би сакала, ви благодарам многу. Вие убаво размислувате во некои подруги времиња, но во денешно време, во оваа наша реалност, навистина не можам да се согласам дека 80% од пензионерите имаат можност да живеат во село, ама дошле во град и сакаат да живеат во град. Замислете колку пензионери во градов со нивната бедна пензија ги издржуваат и децата, и младите, и останатите, затоа што имаме ние многу голем процент на невработени луѓе, на луѓе кои што навистина едва и цели семејства крпат крај со крај, но тоа е тема која навистина е надолго и на широко и не би сакала сега да навлегувам во просторот за реклами па за вести. Ве поздравувам и многу ви благодарам што и денеска бевте со нас, си бевме поддршка едни на други, разменивме по нешто вака убаво, по нешто корисно, за жал и по некои информации кои не се така ведри и така позитивни, но еве за крај само ќе кажам нешто што го прочитав додека одеа рекламите за приликите во нашава земја во која навистина зборот срам, многу од гледачите и гледачките особено го користат зборот нели им е срам, нели им е срам на власта што ова сето им го приредија на овој народ, така да во врска со срамот прочитав една реченица, вели овде е срам да бидеш болен, срам е да бидеш сиромашен, срам е и да си тажен и да си несреќен. Единствено не е срам кога знаеш добро да украдеш. Навистина, ова е болна и сурова вистина. Само тие кои што крадат од народот и од граѓаните, само тие не им е срам. Се останато е срамно во денешно време. Ве поздравувам, ви посакувам да ја подигнете енергијата на најсилно, да истраеме во овие тешки денови во кои што навистина се соочуваме со многу проблеми на секој чекор и насмеани, расположени, да си бидеме поддршка секој утро во нашиот термин. Довидување.